Најавивме од рано наутро дека овој понеделник имаме една прекрасна, несекојдневна мотивирачка женска енергија и со таква гостинка токму го завршуваме ова утринско издание. Прекрасната поетеса, уметница, активна, неуморна, вредна и многу посебна Лидија Лучко Јеремич, наша утринска гостинка. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Сретна сум што сме повторно после долго време заедно. Да, јас сум среќна што Оле ве покани токму вас денеска, долг период наназад ве мислев како сте, што сте и што ново подготвувате, но ова е прекрасен момент, Оле, да ни споделите многу повеќе. Па да, ќе споделиме работи што се случуваат тековно, нешто што се случуваше изминатиот викенд и да дадеме еден начин. Ние буквално се зафативме март да го направиме навистина женски месец и со убави жени, со убава женска енергија ќе го заокружиме до крајот, онака како што треба. И навистина ми е драго што мојата пријателка Вале ми се јави и ми предложи да ве поканиме токму во овој месец и денес да бидете наша гостинка на една многу интересна тема, како да се остане активен, витален, енергичен и во 9-та деценија од животот. Не е малку. Тачно, да. Како го одржувате овој елан во вашето тело? Па видите, тоа е, ја би рекла прво генетика. Нормално, и од тата, и од мама, и од проширеното семејство. Многу сум сретна, едноставно. Мене не ми е јасно кога ќе видам дека луѓе се напаѓаат, лоши зборови изговарат. Тоа ми е на мене толку многу страно и непознато, што не ми е јасно зашто луѓето се спуштат на такво ниво. Јас го сакам светот. Уопште не е важно нити вероисповед, нити боја на кожа, нити кој дел на светот е. Едноставно го сакам целиот свет. И затоа сум толку исполнета со љубов. Среќна сте? Среќна, се гледа тоа, зрачите. Вие ми кажавте сте микс од многу култури. Тачно, и по мајка и по татко. Да. Имате навистина романско, српско, што какво ли не? Па тата мој Александар Архиповиќ Лучко беше роден у Краснодар, Украина, Краљевина Русија. А негова мајка, књегиња Марија Врбицкаја, негов татко виши официр во Краљевината, не официр, него правник, се извинувам, во Краљевината Русија. Тата со школа дошол во Краљевина Срба, Хрвата и Словенеца, како творено се викала нашата Југославија. И Ама вие сте во Македонија сиот живот? Па добро, во главном сме живееле низ, пошто тато официр, знаете, официрите стално ги... Да. Така да сме живееле низ Македонија, Србија, а се знае за летниот период, Хрватска обавезно. Сме оделе оток преко, Задар, оток преко, па и позади оток преко е Иж. На Иж сме живееле по 3 месеци. Мама и ние 4 ќерки, мојата сестра постара Татјана Лучко Јовановиќ, онда сум јас, она е 42, јас сум 44. Онда се близначките Јелена, Милевска по сопругот и Ксенија Ставрич по сопругот. И секојаш тата беше на војнички васпитање у куќи, да секогаш прво се служеше на мама, која се доручкуваше, ручеше, кога бевме заедно на маса или вечера, па онда по редоследот и на крај секогаш имавме кучна помочница кај нас дома и
кучната помочница и тата последен. И обично сестрата моја Ксенија или Сонја ќе каже зашто татице сам ја увек задња. И тата ќе речеше извини кчери, али ти си 10 минута млаđa од твое сестре близнакиње. Така се имаше ред Ред, тачно, ред. и дисциплина. Така сте растена во тој дух и кога ве прашав што се работевте во животот, во вашиот работен век, билевте и ми кажувате манекенка, Да. професор на сцена и Манекен, фотомодел, Модел. режисер на модни ревии, професор на модна писта со сертификат од Стопанска комора на Македонија. Актер. Од своји 7 години сум била на сцена со Петре Парличко. Тој и таа сме играле. И после сум била и со други актери на сцена. така, значи генот го пренесовте и врз Синот, Синот. да, Драган Спасов Дац, прекрасен на мојот син актер. горди сте на вашите деца, како и Тачно. секој родител нормално. Па фала Богу. Така. Се гледате периодов, иако е он активен, нели? А, редовно се гледаме, тоа се знае. И со синот, и со ќерката, да. Да. По вашите стапки тој тргна, ке се го викнеме, ке го прашаме до душа, но Па сега добро, он покажа љубов према глумата, го заврши факултетот. али уметничкото дефинитивно од вас го има наследено. Па генетика и од таткото него, таткото беше Стело Спасов, актерот. Да, он го носи презимето од таткото него. Да, но на автентичност и посебност дефинитивно од вас. Вие и пишувате. Да. Имате многу романи, рековте над 200 антологии. Во преку 200 антологија ме има, не се тоа Да, мој. да, Мене ме има преку 200 антологии со разни поети и поетеси од целиот свет. И тоа стварно многу ми значи. Така. И овие моменти тука што Да, ги наредите тоа се јас, моите книги кои што се издадени. Веќе подолго време ми е напишан романот за мојот покоен сопруг, професор доктор Душан Јеремич по економски науки и право. Меѓутоа со рестартирањето на Фејсбукот имам проблем. И неколку бев пати и до Ајден и до T-Mobile. Ми рекоа ќе го тоа средат, па испратија и дома да некој кабли а тоа ви побрзаја. е момент што е Изволете. поврзано со романот. Да, затоа Проблем? што кога го куцам, прво куцам нормално, онда прочитам дали тоа се окей. Онда го пуштам тој текст и кога читам излезе непристоен збор. Ја у живот свој не сум изговорила непристоен збор. А не па да го напишат. А некој да напишам тачно. Така. И дури бев зградата. И одмах го избришав, али го задржав у пишана форма и бев до Ајден и T-Mobile. Ми рекол да не случајно некој ви се уклучил во вашиот текст, иначе не би можело Верувам вака. ќе се надмине тој проблем. И уште една причина поради која што денеска сте тука е еден настан што се случува во месец март и се случуваше изминатиот викенд настанот Масленица. Што значи Масленица? Па добро, после месец дена постите што е, онда се преоѓа од постниот дел На мрсно. на мрсно. И затоа се вика Масленица. И многу убав е обичајот. Се оди во црква, отецот чита нормално својата литургија, палиме свеќи, и имаме убави поетски читања каде што се собираме, така да многу Вие сте значи. некое здружение, друштво каде што се собирате, читате, Да, има се дружите? повеќе здруженија во кои сум присатна. Членувате. Да. И си читате секој од својата поезија или? Па некогаш сме замолени
да прочитаме и туѓа поезија. Мада секојаш прво својата, ако не замоли некој, читаме и туѓата поезија. Јас, Оле, се извинувам, ќе направам вака еден пресек во вашиот разговор. Секогаш ми е задоволство да ја слушам нашата гостинка и да ја гледам, се разбира, во живот. Уште поубаво. Лида, како што ве нарекуваат блиските, вие сте една дама со толку препознатлив стил на облекување, кој така некако е убаво да го сретнеме, да можеме да го среќаваме често по нашите улици, по нашите настани каде што уметничкиот свет, уметничката фела се дружи и се собира, но немаме многу такви личности како вас, кои што држат и негуваат свој еден препознатлив стил, кој што бара малку повеќе, можеби, ангажман, малку повеќе умешност и малку повеќе, ете така, да знаеме како да го износиме она. Денеска во ова лудило современо во кое сите сакаме да купиме некое парче облека кое ќе биде модерно, ама сите некако се преточуваат во масата и стануваме исти. Колку мислите дека не достигаат вакви луѓе од младата генерација на уметничкиот свет? Има ли препознатливи луѓе, ева како вас да речеме, кои без оглед на тоа како ќе ги загледаат на улица, дури ако сме чудни во нечии очи, ама тие ќе си имаат свој еден лесен препознатлив стил? Видите, тоа е, ја би рекла, прво домаче воспитање. Кај нас се знаеше дома. Значи, са бајле, не смеш да кажеш добро јутро ни тати ни мами док не се измиеш. Да чиста излезиш пред родителите. Да. Значи, поминуваш у спавачица или пижама, зависи од доба на годината, и кој ќе помиш поред тата и мама, само се поклониш, па продужиш до купатило, се измиеш, се упристоиш. Ова мора на моите деца да им го пуштам да го гледаат. Многу важна работа, точно, многу важна работа. Да. Онда се упристоиш, зависи од денот. Па посакаш убав ден. И тогаш одиш прво до мама да изљубиш, да кажеш добро јутро, онда до тата. И онда кај сестричките, обавезно се изљубувавме сите заедно. Што убаво. А тоа ви го наметна од семејството, произлезе вашиот стил и автентичност? Па, веројатно, затоа што многу значи како човек воспитан од мали нозе. И онда нормално своето воспитање го преноси на генерациите, на своите деца. Како жена која била и во модата со години, колку креации имате дома? Има ли место каде да ги собере вашите креации? Па да ви кажам, преполно е. Имам стварно и големи делови кои што се спаковани, под време на време нешто извлечам да видам, затоа што јас сум исто креирала доста модели и по мои креации биле сошиени. Еден ден може би убаво и ревија, Оле, да се направи со незините креации, така? Тоа е добра идеја. Сте размислувале за тоа? Па, да. Да? Дај Боже да се исполни. Сметате дека денес младиот свет, ќе го продолжаме и прашањето на Суза, имаме вакви ликови како што сте вие, посебни, или па сите сакаме онаа брендирана облека, а не нешто свое да внесеме во стилот? Ето, ја до најмала ситница сакам да биде мое. Ја чак овдека имав 5 рупици, дупчиња за мењуши. Меѓутоа, ми се деси, што многу е сакан таа менџуша со крст, мада тато официр, он не воспитавал за црква, а јас со криенење сум одела во црква, да тата не знае. И кој ќе ме видеше на усните, дека усните ми светат, јас сум ги љубела иконите. Лидочка, дојди вамо. А где си била, кчери? Ја, татица, ако се не љутиш, ја ću речи где сам била. Не, отац мора све да зна. И онда ќе му кажев дека сум била у црква и тата велеше, јас сам био официр. И у нашата куќа родителите верувале у Бога. Меѓутоа, ако виши официр и професор, не сум можел да
одам во црква. На вас не ви бранам. Вие секојаш можете да појдете таму каде што е пристојно место, најнормално, а тоа е црквата. Так, уште една убава навика што ви наметнале родителите што ве воспитале, а тоа е да бидете искрени кон родителите. Да, тачно. Одлично. Направиле одлични ликови, а верувам тоа е пренесено и врз вашите деца. Да, хвала. Така, Тука некаде ќе го заокружиме завршуваме. разговорот. За жал времето нема да ни дозволи. Оле, одличен избор на гости. Лида, благодарно што бевте наша утринска гостинка. Јас сум и на вас многу благодарна. Да. имавме можност да прочитаме нешто од поезијата на госпоѓа Лидија Лучко Јеремич, но во следна прилика, секогаш оставаме простор за повторно да се видиме. Да можеме да кратка моја песма за моите дами. Да. Жена, нежно зблика од окото твое, љубена жено, столб на животот вечен, развиори љубов ко превес пред молњи, ти чувар во замес на огниште топло, а рака Божја ти склеса бедро, совршенство и даде на снагата ти, снежност, топла љубов што се грее, Николец даде за родот нов. Врелина од гради мразовци топи, насмев што ти сони, облакот бел, водопади солзни правти мијат, чистота даваат на совршелик. Дал нозе од црна, крадешком се вијат, вешчујно звонат на плочникот наш. Кој оган жари во градите ти, с ништа топли в љубов збрани. Убавице, жено. Благодарам. Браво. Прекрасно, навистина, ова беше голем подарок за нас, за целата наша женска екипа. Ние сме женска редакција и Алфа телевизија е женски род, така да поздрав до сите дами, ама и до сите наши колеги кои не се жени, се разбира. Благодарност голема. Благодарност од мене. Последна прилика ќе се дружиме повторно.